Да, се враќаме во студиото. Како што најавивме, тука е господинот Орце Георгиевски, председател на ЗЕЛС, градоначелник на Скопската општина Кисела Вода. Господине Георгиевски, добро дојдовте во студио 10. Добро утро, благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Да, ќе почнеме од ЗЕЛС, од општините. Имавте скоро еден голем настан таму, донесовте неколку одлуки, зборувавте за некои иницијативи кои гледам дека предизвикаа голем интерес во јавноста. Да почнеме со тоа. Една од нив е она што зборувате веќе подолго време, а тоа е дека треба да има референдум за отповикување на градоначалник. Бидејќи велите некогаш состојбите се заглавени, знаеме дека градоначалник не може да се смени, таков е законот. Вие сега се залагате за референдум. Што би значило тоа? Па, не се залагаме за референдум, туку се залагаме за законски измени кои што би го регулирале статусот на градоначалникот, односно согласно она што и вие го кажавте, и тоа е фактичка состојба во согласно законската регулатива во државата, единствен функционер избран од граѓаните кој што не може да биде отповикан пред истекот на неговиот мандат е градоначалникот, што на некој начин му дава апсолутна моќ и власт на градоначалникот, или во превод да не се случуваат состојби како што се случуваат состојби со градот Скопје во моментов, но имало и многу други случаи во минатото и се уште има такви случаи. Знаете, на некого му е доволно да биде избран од граѓаните, да стане градоначалник, знае дека 4 години никој не може да го отповика од таа позиција, има можност да ги помине тие 4 години во хибернација наместо да работи во интерес на граѓаните. И такви случаи имаме многу. А дори и влада може да се смени. Влада може да се смени, председател на држава може да се смени, сите може да се сменат, тоа сум градоначалник. Јас сум градоначалник. И моите колеги кои што се зад мене позади оваа иницијатива се градоначалници. И ние апсолутно знаеме дека си поаѓаме прво од себе си. Но ред мора да има. И единствен суверен кој што ја има моќта и да даде власт, но и да земе власт е единствено граѓанинот. Затоа сметаме дека е добра оваа законска измена да се направи час поскоро. Има работни групи кои што работат, а се поврзани со овие законски измени и верувам дека во наредниот период ќе биде излезен и предлог законот во јавноста, за да може да се вклучи експертската јавност во истото, новинарите и сите останати, за конечно да се слушат тие законски измени. Имаме ли модалитети, имаме ли предлог? Можеме ли нешто да дознаеме? Па она што би бил предлогот? Јас не би сакал да преюдицирам, но она што е мој личен став е дека како што споменав, граѓаните се единствениот суверен со референдумско изјаснување, претходна иницијатива, па подоцна изјаснување на референдум, секако тоа ќе треба експерти околу процентот колкава треба да биде излезната на референдумот. Колка би бил прагот? Па има добри примери и пракси низ европски развиените метрополи и земји може да се земат во предвид. Има случаи каде што е 51%, 51%, некаде се 50 плюс 1 од излезените, односно од граѓаните кои што имаат право на глас во таа општина, така да имаат разни модалитети, но тоа е процес кој што ќе треба експертите да го решат. Јас често пати говорам, во Република Македонија години наназад се случуваат брзи законски решенија кои што можеби ги решаваат состојбите на краток рок. Нас ни треба темелна реформа поврзана со оваа законска измена и нешто што на долг рок ќе предизвика состојба во која што ќе биде дадена моќта повторно во рацете на граѓаните и нема тогаш да не се случуваат примери какви што имаме сега во моментот во градот Скопје, но за жал би споменал сега, ние во 21. век од денешна перспектива говориме уште за во многу општини за решавање на проблеми со фекална водоводна мрежа, за паркови градење или спортски сали, училишта, недостаток на градинки и така натаму, што значи дека 30 на години наназад некој ги лажал граѓаните. Мене често пати во предизборната кампања ми се случуваше да многу од новинарите, па дури и граѓаните на средби, за некои од проектите што тогаш го презентирав пред нив, да ми речат дека 30 години наназад ова е ветувано, но не се реализирало. Оваа законска измена нема да овозможи простор за манипулација према граѓаните на било кој политичар во локална самоуправа во перспектива. Знаете дека првиот ден станувате градоначалник, граѓаните ви ја дале моќта, ви дале надлежност вие да водите и управувате таа општина, но исто така
пред истекот на тие 4 години, истите тие граѓани ќе може да ви одземат моќта. Да, добро, значи вие не ни криете дека всушност состојбата со градот Скопје ви е најголема, ајде да речеме, причина или инспирација за оваа иницијатива? Така, ако може да се каже дека иницијалната каписла беше токму состојбите со градот Скопје и овој хаос кој што владее практично во кој што сите живееме за жал. Да, добро, кога зборуваме за градот Скопје, тука има, ајде да речеме, аргументи од двете страни. Тука е оној политички дел каде што знаеме дека Даниела Арсовска беше кандидат на ВМРО-ДПМН, поддржана од ВМРО-ДПМН, па потоа дека излегува одредени несогласувања, како што можевме да видиме во јавноста, па таа соработка прекина. Па имавме и момент кога и претседателот на Советот, професорот Трајко Славевски, се извини во еден момент за неа. Но сега имаме состојба реално каде што Советот ја блокира Даниела Арсовска, како што таа вели. Значи, таа вели, јас не можам да бидам добар градоначелник кога цело време сум блокирана во Советот, во кој мнозинство е ВМРО-ДПМН. Видете, лошо е кога било кој политичар ќе почне да наоѓа изговори, прстот да го вперува во некого за своите неуспеси, обвинувајќи го истиот. Кај Даниела Арсовска тоа е променливо, од недела во недела или од месец во месец или пак од ден во ден. Што значи тоа? Ете, го обвинува често пати Советот, дека Советот ја блокира, често пати знае да ги обвини градоначалниците на скопските општини, често пати знае да обвини политичка партија, тоа е мојата политичка партија ВМРО-ДПМН, директорите кои што еден ден ги назначува се врвните експерти во државата, па наредниот ден ги разрешува и така натаму, што значи дека станува збор за несериозна личност според мене и политичар кој што не може да ги менаџира процесите. Ако направам паралела, прво, крајно не држи логика она што го тврди она, дека се е во рацете на Советот и дека сите состојби зависат од Советот. Еве, тука доаѓајќи на кај телевизијава, низа контейнери по територија Газибава беа неиспразнети. Тоа не зависи од Советот. Тоа зависи од тоа како некој менаџира и како ќе ги организира јавните предпријатија. Тоа апсолутно нема врска со Советот. Да, може би Советот за одредени одлуки, тука можеме да полемизираме надолго и на широко, но најдобро е за тоа претседателот на Советот да се ги каже и координаторот на советничка група аргументите, но јас не се слагам дека Советот ја блокира Данела. Мислам дека станува збор за незиниот несериозен и лош однос према сите околу незе, вклучувајќи ги советниците. Јас доаѓам од општина Кисела Вода, како што споменавте, општина во која што во нашиот совет има партиципиенти практично од сите политички партии. Имаме советници од мнозинство од мојата политичка партија, од ВМРО-ДПМН и коалицијата, од Социјалдемократскиот сојуз, од Левица, од помали политички партии и така натаму. Најголем дел од одлуките во мојата општина при гласање на советот се носат едногласно. Дали е тоа ребаланс на буџет, дали е буџет, дали е некои програми и така натаму. Што значи сега дека некој работи со тие советници. И јас не се доживувам себе си како деспот, па да бидам така поставени према советниците, и единствено моите аргументи да бидат важни и само она што јас ќе го кажам да биде важно. И тие се избраници од граѓаните, и со нив треба некој да комуницира. Градоначалничката се има неколку пати во период од 2 години појавено на седници на Совет на градот Скопје, единствено со цел да ги навредува советниците. Од било која политичка партија да се истите. Тоа се нема случајно во Кисела Вода. Затоа имате соработка со Совет и имате состојба како што има господја Арсовска. Но тука кривицата е кај незе. Она е човекот кој што треба да ги менаџира процесите. Она не умее да менаџира и она е човек што во суштина создава конфликти. Конфликтите како политичари треба да ги решаваме, а не да ги создаваме. За жал, она е креатор на истото. Да, добро. Така да апсолутно не може да држи незиното тврдење дека Советот е крив или било кој друг е крив. Повторно ќе го споменам примерот со јавните предпријатија, каде што она е градоначалникот кој што ги назначува директорите, па за неколку месеци ги смени и ние знаеме дека имаме примери каде што е единствен во, можеби да кажеме во Европа, каде што градоначалник сменил во рок од 3 години 30 на директори на јавни предпријатија. Тоа се нема случајно никаде. Да, добро, тука очигледно е дека имаме аргументи на две страни кои се спротивставени, но факт е дека имаме една лоша состојба во градот Скопје, затоа мислам дека сите се согласуваат, никој нема да каже нешто спротивно без разлика кој е виновен за тоа, значи работите не функционираат. Од
од хигиена на градот до проектите, јавниот транспорт колабира, мислам дека не сме имале ситуација Скопје да остане без јавен транспорт целосно. Значи во секој сегмент работите буквално се распаѓаат во градот. И сега имаме ситуација каде што сме заглавени во тоа едно политичко несогласување и очигледно е дека ќе останеме заглавени уште долго, бидејќи има време и до локални избори, па потоа дури се консолидираат работите. Очигледно е дека ниедна страна не сека да попушти тука во овој спор, а на крајот страдаат граѓаните. Па не би рекол дека повторно станува збор за страна што сака и не сака да попушти. Јас повторно ќе кажам, ќе земам во предвид надвозникот, односно кружниот тек е лимак кој што треба да го изгради градот Скопје. Подземната инфраструктура е готова, треба да се изгради кружен тек на излезот, каде што практично ќе се растерети тој дел од Скопје, особено значаен за кисела вода, за центар, за граѓаните кои што ќе движат подесна према водно и така натаму. За тоа треба одлука на Совет на град Скопје? Не треба одлука. За комуналната хигиена, повторно ќе кажам, да функционира, треба одлука? Не треба одлука. За јавното сообраќајно предпријатие и она што се случи со горивото, требаше одлука на градот Скопје? На советниците? Не требаше. Што значи дека сега апсолутно не држат сите тези дека Советот е тој кој што е кочничар. Јас повторно ќе кажам, ВМРО ДПМН го нема мнозинството во Советот и градоначалникот е тој кој што треба да менаџира со сите советници. Во Советот има луѓе кои што се избрани од граѓаните. Некој треба да ги седна, да менаџира, да разговара со нив и да ги решава конфликтите кои што можеби се создале, да ги решава проблемите на граѓаните и така натаму. Ние гледаме гол популизам изминатиот период и не гледам излез, јас за жал, од таа состојба, но проблемот генерално и прстот го вперувам во градоначалникот, затоа што повторно ќе кажам, што и да се случува во мојата општина, не може да биде крив Советот, не може да биде крив директор на јавно предпријатие, не може да биде крив раководител на сектор, сите да бидат криви, само јас да сум тој кој што е добар и правичен, а сите останати да не чинат. Не, проблемот ќе биде во мене. Јас да бев на местото на Арсовска многу порано, од денес ќе си поднесев оставка. Затоа што сериозно станува збор за човек кој што нема капацитет да ги води и менаџира овие процеси. Град Скопје да водите не е едноставна работа, тоа не е гранапче, како што некој го замислува, или некоја мала компанија која што можете да менаџирате со 23 вработени. Град Скопје е сериозна институција која што треба да биде водена од сериозен човек. Така што, повторно ќе кажам, јас да бев на местото на Арсовска, на почетокот, гледајќи со што се соочувам, и не знаејќи како да ги решам проблемите, ќе си поднесев оставка. Тоа е доблесно за секој политичар. И еве во мојата општина да имаше слична состојба на ова. Јас ќе си поднесев оставка. Немаше да на крајот на денот тука не станува збор за Арсовска, туку станува збор за граѓаните кои што со месеци и со години поминуваат низ Голгота, дали е поврзана со јавен превоз или е поврзана со услуга на било кое јавно предпријатие. Да, веќе подолго време за вас се зборува дека вие можете да бидете кандидат за градоначалник на град Скопје и мислам дека неколку пати имате и одговарано на тоа прашање директно. Повторно ќе ве прашам, еве се подготвувате ли за една таква функција, се гледате ли како иден градоначалник? Па искрено се гледам како иден градоначалник на градот Скопје. Знаете како, тоа е процес кој што треба наредниот период да помине низ фаза на анкети во нашата политичка партија, на кои што верувам, длабоко сум убеден дека поддршката од граѓаните на тие анкети ќе ја добијам. Кисела вода, кога ја наследив, беше во многу слична состојба од она што е денес градот Скопје. Мене ми е исклучително драго што граѓаните во мене перцепираат човек кој што може да го реши хаосот во градот. И да, мислам дека можам за релативно кратко време, откако би ја превземал таа позиција, да го решам овој цел хаос кој што се случува во Скопје и хаос кој што се случува на скопјани. Треба макотрпна работа, но со добар тим се е надминливо. Се покажа, повторно ќе споменам, изминатиот период од 3 години, дека не постои за мене проблем кој што не може да се надмине, кој што не може да се реши. Многу проблеми кои што беа повеќе децениски во мојата општина заминаа во историјата, односно ги надминавме, ги решивме изминативе години. Има уште една рака на проекти кои што ми се останати од целокупната програма која што сум ја ветил на граѓаните за да се дореализираат, но имам уште не цела година за тоа да го сторам и длабоко сум убеден дека ќе го сторам, што не било случај никогаш во минатото. Така да, ако ја направиме паралелата,
мислам дека и градот Скопје би можел да се доведе за релативно кратко време во добра кондиција и верувам дека и граѓаните се свесни за тоа. И они сигурно сакаат да направат паралелата. Имаме резултати позади себе, јас и мојот тим мислам дека Скопје би било предизвик кој што сериозно би го прифатиле и би настапиле со сериозен концепт за да го решиме овој хаос. Да, подолго време кружат некакви неофицијални информации дека за таа позиција имате и ривал во вашата партија. Значи се зборува за министерот за локална самоуправа Златко Перински. Интересно е што и самиот Перински кога е прашан исто во прашање не негира дека не би бил кандидат, отприлика го дава истиот одговор. Доколку партијата ме кандидира, да. Значи, постојат ли, како што кружат тие неофицијални информации и одредени несогласувања во однос на ова прашање внатре во партијата? Нема несогласувања. Многу е добро во секоја работа сега да има конкуренција, особено позитивна конкуренција. И ВМРО ДПМН е сериозна политичка партија која што има сериозен кадров потенцијал и капацитет. Тоа се покажало многу пати во минатото, така и сега. Јас повторно ќе кажам, мене ми е многу драго што граѓаните ме перцепираат како можен кандидат, човек кој што би го средил хаосот во градот Скопје, но мојата политичка партија на крајот на денот ќе одлучува преку еден процес на анкети, како што споменав, и верувам дека ќе ја донесе правилната одлука, што се однесува на имиња кои што кружат изминатиот период, кружат имиња на градоначалници од останатите скопски општини. Мене ми е многу драго што како колеги тоа ствара позитивен ривалитет меѓу нас, да секој повеќе реализира, секој повеќе го истакне својот потенцијал и капацитет. И на крајот на денот јас верувам дека кој да биде кандидат од редовите на ВМРО ДПМН е способен и спремен да го реши хаосот кој што владее во градот Скопје. Имаме уште 8 месеци за изборите, но верувам дека некаде средината на мај месец би се истакнал официјално кандидатот за градоначалник на градот Скопје, така што јас верувам во мојот капацитет и верувам во моите резултати и секако во поддршката на граѓаните. Да, ајде, ќе видиме. Ќе дојде и тој момент. Да се вратиме малку на поширокото функционирање на ЗЕЛС, на одлуките. Во однос на парите од унгарскиот кредит, имаше тогаш едно несогласување со дел од општините, меѓу кои градот Скопје, општина Карпош, Струмица, имаше и уште една општина, нели, кои се пожалија дека тогаш не ги добиле проектите, се пожалија и тука на политички притисок, но тогаш тие кажаа дека нема да се жалат до ЗЕЛС. Мислам дека градоначалникот на Карпош го кажа тоа, дека нема никаква смисла они тоа да го тераат во ЗЕЛС. Имаше ли до ЗЕЛС некакви официјални поплаки или не знам некаков процес во однос на тоа? Па не, имаше одредена нетрпеливост со страна на двајца мои колеги. Едниот го споменавте, градоначалникот на Карпош, почитуваниот Јакимовски, а вториот е градоначалникот на Струмица, почитуваниот Костадинов. Но генерално забелешките нивни на Костадинов се однесува на несогласување со министерот во земјоделие и дополнително тоа што не доби средства од унгарскиот кредит, а кај колегата Јакимовски конкретно беа насочени кон одредени несогласувања со министерката за образование и министерот за транспорт, значи не беше поврзано со средства од унгарскиот кредит. Јас како што споменав во првиот дел од моето излагање, сум човек кој што сака да даде шанса на процесите и не создавам конфликти. И ако добро ме следевте тој период баш кога имаше можеби изјави кои што беа со мала доза на политика во јавноста од страна на двајцата колеги, јас многу внимателно одбирав зборови што ќе кажам, затоа што сакав да дам шанса на процесот да и самите се освестат дека тоа што го повлекуваат како чекор не е добро и не носи добро ништо за нивните општини. На крајот на денот добро е што ги решивме состојбите, ги решивме конфликтите кои што во пракса не беа конфликти помеѓу градоначалниците и ЗЕЛС, туку
произлегува како несогласување со одредени. Решени се тие? Да, прашања? со колегата Јакимовски ни остана да седнеме заедно на иста маса со министерот за транспорт, кој што вака посериозно набиена агенда има. Изминатиот период седнавме со министерката за образование, многу прашања кои што двете страни ги тиштеа, се отворија на маса, се разговараше отворено и се изнајде излез за истите. И добри предлози имаше и од страната на колегата Јакимовски, но и добри предлози имаше и од страна на министерката. Што се однесува до колегата од Струмица Костадинов, имавме на сериозно продуктивна средба на која што присуствуваше министерот за земјоделие, така што се на се од двете ситуации излеговме ние како ЗЕЛС како победници и покажавме во јавноста дека наспроти создаден конфликт, колку и да е тој нерешлив во очите на јавноста, колку и да е од политички причини поттикнат истиот, сепак умееме да ги решиме конфликтите, да седнеме заеднички на маса, да си подаеме рака и да продолжиме да одиме натаму. ЗЕЛС е единствената асоциација која што е вистински партнер на општините и медијатор помеѓу општините и централната власт. ЗЕЛС е организација која што и посредува визави централна, односно помеѓу централна и локална власт, но и има многу алатки кои што ги овозможуваат, од кои што на крајот на денот услуги добиваат граѓаните, така што го разбраа тоа двајцата мои колеги и после тие несогласувања постигнавме компромис и продолжуваме да функционираме обединети како и досега. Колку пари добивте вие од унгарскиот кредит? Мислам општината Кисела вода. И ние како што ќе правите? општина Кисела вода некаде околу 2,8 милиони евра. Тоа е според бројот на жители се доделуваат средствата. Изумев само во првиот дел, не споменав дека во делот на она што значи дека Струмица не доби средства. Јас тоа и во една дебата со колегата Костадинов го разговаравме и не ми беше јасно, искрено не добив ни конкретен одговор зошто колегата Костадинов е единствен градоначалник и општина во државата која што аплицирале со отпочнат веќе проект за кој што поминала и тендерска постапка. Знаете да имаше повеќе случаи такви, ќе го сватев тоа како можеби нејасни критериуми и така натаму, но мене навистина чудно ми беше зашто тоа го направила општина Струмица, но еве сега февруари ќе има нов повик и верувам дека ќе аплицираат со соодветни проекти, дека ќе имаат средства кои што ќе се слеат на сметката на општина Струмица, што се однесува до мојата општина, до Кисела вода. Според бројот на жители 2,8 некаде милиони евра добиваме средства сега. Односно ги добивме за речиси сите проекти, ево тек тендерската постапка за одредени е завршена. Во финална фаза е реконструкција целосна на патниот правец Драчево-Пеленица, кој што во наредниот период ќе започнеме да го реализираме пред завршувањето на оваа календарска година. Тоа би значило некаде наредната недела да се отпочне со реализација или камен темелник за тој проект. Понатаму Ѓорѓи Димитров улицата ја реконструираме во Кисела вода, една од главните артерии, тоа е позади средното економско училиште и правно Борис Кидрич во нашата општина, патен правец кој што после земјотресот е последно реализиран, па сега после толку години ќе го види светлото на денот. Таму е предвидено и велосипедски патеки, паркинзи, уредување и така натаму и така натаму. Третиот проект е уредување на речното корито Мала Рада во Драчево. Нешто за што како општина трошиме средства секоја година. Уредувајќи го речното корито, ќе имаме сериозни заштеди во перспектива, но и ќе создадеме една нова пешачка патека на тој регион таму, кој што ќе може граѓаните да користат за рекреација. Понатаму имаме доградба на основното училиште Кирил Печиновиќ, која што исто така е во фаза на тендерска постапка, целиот процес и реконструкција на односно доградба на училиштето Невена Георгиева Дуња, согласно нашите заложби и заложбите на мојот тим, особено делот на образование, да нашиот концепт го започнавме уште пред нешто повеќе од година и половина, да сите ученици во Кисела вода создадеме услови да можат единствено во прва смена да посетуваат училишта, земајќи во предвид дека најголема е концентрацијата во
пораните часови на дечињата од една страна, за родителите ќе биде попрактично по завршување на работните обврски да ги земат децата за накај дома, и од друга страна нешто што сериозно ќе биде добро за општините и за училиштата, тоа е за штедите кои што ќе ги оствариме на овој начин, така што тоа се проектите кои што ќе бидат реализирани во наредниот период. Сериозна помош е ова не само за мојата општина, за сите општини низ државата. Со овој кредит и овие средства ќе решиме повеќе деценски проблеми и секако при оваа распределба средства добиваат сите општини, не се остава простор за манипулација или сегрегација и парите завршуваат и до последното населено место во државата. Да, добро, еве кога сме веќе кај општината, постат разговарав со неколку жители на вашата општина кога се подготував за оваа емисија, бидејќи не сум јас тамо жител, не ги знам баш добро состојбите. Отприлика, ајде да речеме, дел од критиките одат во насока дека вие најмногу инвестирате, најмногу сте сконцентрирани, да речеме, на Драчево, повеќе отколку на кисела вода на населбата, да речеме. Тоа е едната, бидејќи велат, вие сте, бидејќи сте од Драчево, па повеќе таму имате повеќе таму афинитети да инвестирате. Тоа е една. Втора, еве ми кажа и некои конкретни работи, велат дека од општината Кисела вода кога одите према Чешма, велат не може да се помине, нема велосипедски патеки. Ги спомнуваат и тие пилјарите што се тамо на улицата каде што го заградуваат тротоарот, дека тој дел е прилично хаотичен. Тоа ми го издвоја како пример, еве на пример. Ај од второто па кон првото. За пилјарите кои што ги споменавте, тоа се неколку продавнички кај после зградата Фиком, добро позната. Тоа е улица која што е надлежност на градот Скопје и тротоарите се надлежност на градот Скопје, и оној кој што дава согласност за поставување на тие тезги таму, кај пилјарите е градот Скопје. Како општина имам аргументирано, секогаш говорам, може би и преискрено за политичари, преотворено, но секогаш аргументирано, никогаш не користам лаги во овој процес. Можам истото да го потврдам и со документација, дека многу пати до градот Скопје имаме поднесено барање за да бидат отстранети од тротоарот тие тезги таму. Па затоа во минатото тие практично го зафаќаат целиот тротоар на булеварот, сега дел од тротоарот зафаќаат, и покрај тоа се уште праќаме дописи и апелираме до градот Скопје јавно да си постапат таму. Значи тоа е улица, односно булевар кој што е целосна надлежност на градот Скопје. Да, е надлежност на општината, ја знам како треба да постапам и како ќе постапам. Во овој случај тука се надлежни инспекциите на градот Скопје. Но не сме неми наблюдувачи на процесот, секако дека и понатаму ќе продолжиме со заложбата да бидат отстранети тие тезги таму. Јас разбирам дека тие луѓе таму заработуваат и дека парче леп вадат од тоа што го прават, но ова не е начин како тоа се прави, односно имаат дуќанчиња кои што во внатрешниот дел можат да ја вршат цела таа продажба. Што се однесува на првото тврдење или забелешка, не знам како да го класифицирам, апсолутно е неточно. Зошто? Повторно аргументирано. Еден од првите проекти мои беше, јас во програмата има ветено реконструкција на 2 улици во Пржино. Земајќи ја во предвид состојбата во Пржино, исто како за улицата Ѓорѓи Димитров, дека од земјотресот нема камче поместено никој таму, сите улици во Пржино ги реконструираше Орце Ѓорѓиевски, оваа локална самоуправа. Пржино не е во Драчево. Најголем дел од улиците во Црнич се реконструирани од мене изминатиот период, вклучувајќи и улицата на Охридски, каде што е направена и велосипедска патека. Црнич не е во Драчево. Во Пржино беше создаден спортски комплекс Славија. Во минатото тоа место служеше во субстандардни услови, децата спортски активности обавуваат таму. Спортскиот комплекс Пржино, повторно ќе споменам, не е во Драчево. И уште низа проекти. Училиштето Кузман Јосифовски Питу, првото инклузивно училиште во Република Македонија, каде што и лифт има, патеки за дечиња со попреченост и така натаму, каде што во финална фаза е тендерската постапка од Министерството за образование за изградба на нова спортска сала. Тоа е сето реализирано во изминативе 3 години. И тоа исто не е во Драчево. Понатаму продолжувам Бирарија, Шампионче.
реконструкција на улици, каде што спаѓа Вера Јоцич улицата, минатата година реализирана, огромна улица. Исто од земјотресот никој немаше камче поместено на истата. Не е во Пржино. Некаде околу 30.000 квадрати нови паркови во 11 октомври бараки. Не е тоа во Пржино. Во 11 октомври згради средување на паркинзите. Исто така и во Расадник 4 нови паркинзи. И тоа не е во Драчево. Спортска сала Расадник. После 30, 40, 50 години започна реконструкција. И салата Расадник не е во Драчево и така натаму и така натаму. За прв пат во Кисела вода има рамномерен развој. Значи во Кисела вода не се забораени ни Црнича, ни Пржино, ни Припор, ни Кисела вода урбаниот дел, ни 11 октомври бараки, ни зградите Пинтија, еве во Стаклара Каменек ја завршуваме фекалната канализација, пролетва почнуваме со водоводна мрежа, но не е забораено ни Драчево. Така да јас можам аргументирано да елаборирам населба по населба. И за тоа ни треба неколку емисии за сите проекти. Очигледно... Зашто? Затоа што, како што споменав, јас во изборната кампања настапив со програма, која што често пати тоа го говорам, која што ја создаваше и ја креираше према барањето на граѓаните помала група на мои соработници, но ова е жива материја, надвор од програмата која што реализиравме 95% некаде, уште паралелно 2 пати повеќе имаме реализирано проекти кои што не биле ветени. Еве пример дадов. Сум ветил во Пржино 2 улици, или во Драчево сме ветиле 4 улици, но состојбата на терен била поинаква да моравме да реализираме многу повеќе од тоа што било пишано во програмата. И затоа имаме дополнително реализиране. Не го споменав, пазарот во Кисела вода за прв пат добија граѓаните услови да пазарат, но и оние кои што продаваат соодветни услови да го пласираат својот производ. Што е господин Георгиевски советувањето за поликлиника? Нешто за што велат граѓаните сите ветуваат во изминативе 30 години, но велат еве, повторно нема поликлиника. Така е. Тоа е едно барање на граѓаните, вклучувајќи ми мене, инаку јас не живеам во Драчево, живеам во Расадник. Да живеев до мои 22 години додека не се оженев. Не, да, вела дека сте од таму за тоа, Кога се однесува на и станува збор за поликлиниката, па и тука би ја вброил салата Расадник и многу други проекти, 30 години се ветува дека ќе бидат реализирани во минатото, но кога станав градоначалник, за многу од нив од проектите кои што беа споменувани и ветувани, верував дека барем проект бил изработен. Се соочивме со состојба каде што немаше ни проекти изработено за било кој од овие проекти да се реализираат. Што значи дека 30 години само некој декларативно се залагал за ништо, но ништо од реализација на истото. Конечно, во финална фаза не е изработка на проект за нова поликлиника. Во Расадник ќе биде поликлиниката и ќе се гради со помош и поддршка на средства од владата. Затоа се консултиравме и со претседателот на владата, имаме силна поддршка за тој процес да се заврши во Кисела вода, исто како што пред некој ден имав и средба со министерот за внатрешни работи, господинот Тошковски, кој што исто така во соработка со општина Кисела вода ќе гради нова полициска станица во непосредна близина на местото каде што ќе се наоѓа и новата поликлиника, така што и тие проекти од празни ветувања во минатото ќе преминат во реализација некаде рана пролет поликлиниката, во текот на наредна година и полициската станица. Тоа се оние проекти неколку кои што ги споменав дека од објективни причини досега не биле реализирани, а се дел од мојата изборна програма, што значи дека со реализација на уште овие неколку проекти 100% ќе ја затвориме програмата. Да, немаме веќе време, ве молам за навистина кус одговор, бидејќи ова исто така предизвика големо внимание. Оно што го кажавте на ЗЕЛС, формирање на комунална полиција и зголемување на казните за создавачи на диви депони. Да, мене ми е драго што и вчера имавме едно тело, односно соработка со министерот за животна средина, кој што и јавно кажа дека веќе од страна на владата има поддршка сериозна за овие законски измени, формирање на комунална полиција. Веруваме во тој ишекор наредниот период, затоа што тоа ќе помогне и во борбата против загадувањето и загадувачите. Во принцип ќе олесни работата на општините во целиот тој процес.
И исто така тука спаѓаат и зголемување на износот паричната глоба за оние кои што создаваат диви депонии. Тие две измени, би рекол, едната која што е поврзана со Министерството за внатрешни работи, измените кои што ги треба да ги поддржи министерот за внатрешни работи, веќе е надмината, тоа е комуналната полиција. Останува уште работните групи да го доработат текстот и да го прочистат за износот, односно глобите, висината на истите, затоа што во денешно време од 30, 40, 50 до 100 евра се движат казните за создавање на диви депонии. На овој начин сметаме дека сериозно ќе влијаеме во тој процес, зголемувајќи ги казните, односно износот на истите од 4 до 6.000 евра и верувам дека некаде до рана пролет ќе бидат и овие два закони променети и во функција ставени двете работи. Да. Добро, господине Георгиевски, ви благодарам за ова интервју. Не беше чест, благодарам и вам.